Серијата земјотреси кои го зафатија турскиот југоисток не запира. По катастрофалниот земјотрес кој се случи ноќеска, следуваше автершок од 6,7 степени, а нешто предпладне. Според Американскиот геолошки центар, во регионот Каран-Манмараш бил регистриран нов силен потрес од 7,5 степени. Предходно, катастрофален разорен земјотрес ја зафати југоисточна Турција во близина на границата со Сирија, предизвикувајќи огромна материјална штета и смртоносен биланс кој од минута во минута се зголемува. Според Американскиот геолошки центар, потресот со силина од 7,8 степени се случил околу 4 часот и 17 минути наутро, додека луѓето спиеле. Епицентарот бил на длабочина од 17,9 км во близина на градот Газиантеп. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган изјави дека бројот на загинати во земјотресот во моментов изнесува 912 луѓе, иако стравувањата се дека драматично ќе се зголеми. Според турскиот лидер, ова е најголемиот земјотрес во Турција од 1939 година, додавајќи дека срамнети со земја биле повеќе од 2818 згради. Епицентарот на земјотресот е во провинцијата Каран-Манмараш, градот Пазарџик. Срамнети со земја се бројни стамбени згради во градовите Газиантеп, Каран-Манмараш, Хатај, Османие, Адијаман, Малатија, Шанлурфа, Адана, Диярбакир и Килис. 7.4 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda bütün valilerimiz görevlerinin başında, jandarma, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD ekiplerimiz, Kızılay ekiplerimiz ve şu anda Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri ilgili bölgelere sevk ediliyor. Повеќе стотици луѓе кои во паника ги напуштиле своите домови по земјотресот, набргу потоа заедно со бројните спасувачи се обидувале да им помогнат на луѓето кои останале затрупани под урнетините. Утринската светлина најдобро го покажува уништувањето кое го остави зад себе природната катастрофа која зафати Турција во текот на ноќта. Во овој дел од државата, во овие градови, најтешко погодени од земјотресот сместени се и милиони бегалци од Сирија, кои ја напуштија својата земја заради крвавата граѓанска војна. Турција е земјата со најголем број бегалци од Сирија, од војната која најголем дел од меѓународната заедница веќе ја заборави. На сириската страна на границата, земјотресот ги зафати регионите кои ги контролира опозицијата и кои се преполни со стотици илјади внатрешно раселени сирици. Најголем дел од овие луѓе и живеа во згради веќе оштетени од бомбардирањата од минатото. За овие луѓе треба да се грижи и да се обиде да им помогне здравствениот систем уништен по повеќе годишната војна. Белите шлемови, хуманитарната група која работи во сириските региони кои ги контролираат бунтовниците, побараа итна меѓународна помош. Today after the earthquake we started to receive many cases, hundreds of casualties. So far the number is about 100, the martyrs is about 30. We know and we have information that hundreds of patients are still under the debris. The situation is too bad. We need urgent help. Земјотресот инаку бил почувствуван се до главниот град додека илјадници жители на главниот град на Либан, Бејрут, ноќта исто така ја мирале на улица, откако зидовите на нивните згради се треселе 40 на секунди од потресот во Турција.